Сега му е мајката Зоран Заев и сета негова деструктивност и црни сценарија да бидат поразени. На 11 декември граѓаните ќе избираат помеѓу нови проекти од наша страна и деструктивна политика на СДСМ, порача председателот на ВМРО-ДПМН и носител на 4-та изборна единица Никола Груевски на денешната конвенција на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, на која беа објавени листите со кандидатите за пратеници за предстојните парламентарни избори на 11 декември. Овие избори ќе бидат поразлични и по една друга работа. Јас ќе бидам во 4-та изборна единица. Едноставно, дојде време Заев, откако не се кандидираше на листите во 2014-та и откако кандидат за премиер не дојде да се кандидира во изборната единица 1 во главниот град на државата, каде што традиционално јас се кандидирам. Јас да отидам во изборната единица, која тој ја избра. После се што се случи, потребно е да даде можност на народот да одлучи за премиер меѓу мене и него. И на целата територија на Македонија, но и во 4-та изборна единица, каде лично и двајцата како индивидуи ќе ја побараме поддршката на граѓаните. Груевски објави 4 нови проекти од изборната програма на ВМРО-ДПМН. Вели СДСМ ќе се занимава со нереални ветувања, а тие со она што реално ќе го изградат со најобемната политичка програма досега. Значи, само денеска кажувам 4 нови проекти од нашата програма. Намалување на ДДВ-то од 18 на 5% и низа даночни поволности во повеќе области, целосна обнова на возниот парк на македонски железници, односно втората фаза, откако првата ја завршивме, сега втората и завршна фаза, нов експресен пат од Битола до Меджитлија и обнова и реконструкција на влезовите во Битола, како и околу 80 милиони евра во изградба на експресни и регионални патишта за градовите и населените места во 4-та изборна единица. Ке има уште многу нови вакви, но ова само за денеска, за да направиме споредба помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Тоа се тие, тоа сме ние. Тоа е разликата меѓу нас. И народот тоа го следи, го гледа, го препознава и го почитува. И затоа не наградува редовно на изборите. И затоа не им проаѓаат лагите и манипулациите против нас. Затоа ние сме поразлични од нив. И затоа ние ја имаме поддршката од народот. Затоа што народот знае што е подобро за него. Знае кој може да направи подобро за него и за нашата заедничка држава. Тој виде дека ние кога ветуваме, потоа и реализираме, остваруваме, исполнуваме, испорачуваме. Ветеното го испорачуваме. Тоа е одликата на ВМРО-ДПМН и оваа коалиција заедно со нас за подобра Македонија. Своји обраќања има и останатите носители на кандидатските листи на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Велат дека ќе извојуваат голема победа со 63 пратеници за крај на кризата. Овој тим на чело со Никола Груевски ќе добие мнозинство од 63 пратеници во собранието, рече во своето обраќање носителот во првата изборна единица Никола Поповски. Овој тим носи странски инвестиции и отвара нови работни места, наместо деструктивни и антидржавни политики, истакна Поповски. Убедени сме дека оваа победа ќе биде убедлива, толку убедлива што никој потоа нема да може да дискутира за резултати или за веродостојност или за не знам какви листи и медиуми и така натаму. Ова ќе биде затварање на едно кризно поглавие. Поминаа години на негирање на македонските институции, на негирање на македонската држава и на македонскиот народ. Години на платенички револуции, на притисоци, истакна на конвенцијата на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, носителот на листата во втората изборна единица Никола Тодоров. Но лошото поминува. Од денес тргнуваме уште посилно кон излез од кризата и невремето што ни го приреди Заев со неговите така наречени невладини организации. На 11 декември народот си доаѓа по своето. Така силно ќе ги порази да не знаат каде да се свртат. Не само заради нив, туку и за на никого повеќе да не му текне, да не се осмели да тргне против сопствениот народ и сопствената држава.
Носителот на листата во третата изборна единица Илија Димовски во своето обраќање порача дека народот на 11 декември ќе му покаже на Заев колку е убаво лицето на македонецот. Ова е коалиција која ги обединува сите граѓани. Ја видоа нашата сила, нашата енергија, нашето единство, изјави Димовски. Дојде време да ставиме крај на кризата. Дојде време да ја вратиме стабилноста на државата. Дојде време да го вратиме мирот во домовите на нашите сограѓани. Дојде време да им покажеме на сите колку е цврста кичмата на нашиот народ. Дојде време да им покажеме колку е убаво лицето на македонецот. Сакаме да имаме стабилна држава. Ние сме тука за да победиме, да донесеме нови странски инвестиции. Заев нека носи нови разузнавачи, ние ќе носиме нови инвестиции. На Македонија не и требаат нови кризи, порача носителот на петата изборна единица Антонио Милошовски. Милошовски истакна дека имаат работа со политички опоненти, кои постојано ги продавале националните интереси. И сега немаат друго што да продаваат, немаат друго што да тргуваат, немаат економска програма и план. И затоа се решени да го продадат и јазикот, да ја продадат и унитарноста, да зборат и за федерација, само за да дојдат на власт. Го имаме најквалитетниот кандидат за премиер, изјави Владко Ѓорчев, носителот на шестата изборна единица. Груевски или Заев, тоа е изборот, а изборот е јасен, вели Ѓорчев. Тој потенцираше дека ќе бидат посетени сите градови, населени места и села во Западна Македонија. Западниот дел на Република Македонија цврсто стои на унитарноста на државата. Го браниме уставниот поредок. Изборот е унитарност и уставен поредок или двојазичност и федерализација. Во таа дилема изборот за Македонија се знае кој е. На конвенцијата на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, своје обраќање имаше и носителот на изборната листа број 7 од диаспората, Рамазан Мифтаровски. Тој истакна дека ВМРО ДПМН е единствената партија која се грижи за македонските иселеници. Иселениците и диаспората заслужуваат и мораат да имаат своји представници во собранието на Република Македонија, порача Мифтаровски.